Со мене во студиото е Дејан Андоновиќ. Дејан, добро утро. Добро утро. Еве, на некои места во Украина има некаква нормалност се уште во живењето, иако се разбира не е нормално да морате во бункер да одите во 2 часа по Добро, Лавив е релативно најзападен и тој е некако најполски и најмалку руски, би рекол. И сепак и таму нели го нападна аеродромот и така натаму воена. Во Украина, во војна е, за секој случај. Што се случува на тој фронт во текот на изминатите 24 часа? Па изминатите 24 часа, 22 ден од руската агресија, интервенција или како и веќе ја нарекуваат, во зависност од кој и како гледа. 22 ден продолжуваат борбите, продолжуваат гранатирањата, ќе го издвојам наставното од вчера, кога руска ракета или руски проектил го погоди театарот, објектот на театарот во Мариуполј, градот кој најмногу ми се чини страда во оваа воена интервенција поради многу причини. Една од причините е дека се смета дека таму се акумулирани оние Азов баталјонот и десниот центар кои нели се најголемиот, да кажеме, непријател на Москва. И ја погодија објектот на театарот, BBC го потврди пред малку дека е погодено. Нема број на жртви, но се стравува дека имало околу 2000 цивили кои биле засолнети. Ноќеска вчера и во текот на денот го гаѓа и базенот во тој некаков комплекс од базени во Мариупол, каде што исто така во подрумите се криеле цивили. Само да кажем дека според оно ја што го читам на тревникот пред театарот во Мариупол имало со крупни букви напишано деца, бидејќи таму се засолниле. Ова се многу валкани моменти во војните, кога очигледно дека русите тешко им оди дури и Мариупол да го освојат, веројатно со овие причини кои ти ги говориш. Мариупол е прекретна точка, Сашо, геостратешки, бидејќи кога ќе падне Мариупол, веќе ќе се повржат Донецк и Луганск со оној другиот дел и ќе се оди на Одеса. Тоа е идеја. Затоа и се чини дека ова нема наскоро да завршува, бидејќи Мариупол не покажува знаци дека е подготвен да се предаде, а гледам дека веќе систематски се уништува. Да кажеме само за волја на вистината, нели двете страни мора ги гледаме, се смета руската страна веќе неколку пати излезе во јавноста каде што тврди дека на такви места како што е театарот вчера, каде што на тревникот пишуваат деца, всушност според нивните обвинувања се кријат токму тие паравоени или воени формации кои па пукаат на русите. Во секој случај тоа не можеме да го утврдиме, нели во војната прво загинува вистината. Има уште една од вестите што би рекол дека е позитивна, а тоа е дека е ослободен уапсениот градоначалник на Меанопол, ми се чини се вика градот, разменете за 9 мина заробени руски војници, што е прв пат овие 22 дена Русија да признае дека имало заробени руски војници од страна на украинската страна. Ги размениле заробениците, што го сметам како добар чин, бидејќи на крајот на крајштата сите заслужуваат да си одат дома. И третата работа е двете страни некако се обидуваат да направат некој предлог, нацрт, договор мировен за запирање на војната во Украина. Тој е составен од 7 точки. Една од клучните точки е не е тоа демилитаризација, односно шведско-австрискиот модел, каде што Украина би можела да има своја армија, но не би смеела да има своја неутрален статус, не би смеела да има странско присуство, на што Киев сега за сега не се согласува, но бара гаранции доколку биде така, да има гаранции па од НАТО и од Западот дека доколку биде неутрална, дека нема да можат русите кога ќе им текне да влегуваат или излегуваат. Јасно е од оно што го следиме дека таму веќе субстанцијално се преговара. Тоа е веројатно причината за тоа што е на русите не им оди добро операцијата, инаку тие не би преговарале премногу, особено не субстанцијално, доколку им оди добро. На Украина се разбира во интерес што побрзо да завршат сите действија и да се повлече. Вчерашните точки се протечени од руската страна и украинскиот преговарач реагираше на тоа, вели дека тие имаат своји точки, но јасно е дека полека почнуваат да ги приближуваат ставовите. Го гледав и обраќањето на Путин барем во некакви сечоци и така натаму. Тој имаше вчера обраќање до јавноста по повод некаква конференција и така. Делува многу остарено, морам да кажам, вака барем на прв поглед што се гледа, инаку тој се разбира рече дека се оди како по планот, дека сето тоа е. Но им загина четвртиот генерал. Ноќес. Така ли е? Уште еден, значи 4 генерала до сега на руската армија загина. На фронтот, не? На фронтот. Сега колку и да тие генерали може да немаат онаа улога како што ние ги знаеме генералски, символиката покажува се. Так.
Но сакам да кажам дека вчера исто така Бајден го нарече тоа во е контекст Путин дека е воен криминалец, а Зеленски ја нарече Русија терористичка држава. Добро, ескалиране речникот, тоа се И уште една подразбира. ситница мораме да кажеме, бевме сведоци на технологија вчера, каде што излезе во јавноста говор на Зеленски, каде што тој ги повика украинците да го положат оружјето и да капитулират, што се покаже дека е хакерски напад всушност, што се што мора да признаш ја и ти генерацијски, ова ни е прва војна со такви некои настани. Таа технологија се нарекува во тој, да кажем, хакерски свет, се вика deepfake, направен е копија на Зеленски со многу вешта обработка на тоа, бидејќи кога гледате видеото не можете да забележите дека тој не го говори тоа што го говори. Меѓутоа се смета за прв пат дека таа технологија на deepfake е применета вчера со Тоа беше добар обид, но брзо беше се разбира. И тука беше војна на оние мрежи. Тоа излезе на Телеграм, кој да кажеме е руски, а и тоа е некоја би рекол порака, а Зеленски тоа го демонтираше преку Твитер, кој се смета за западна. И сега војната, сајбер војната, значи на сите фронтови, нели, војната од вселената до сајбер просторот и да се надеваме дека овие преговори што ја и ти сега ги зборуваме брзо ќе дадат некаков резултат, ако ништо друго, барем да запре војната, па после понатаму што ќе биде и како Јас ќе мислам биде. дека тоа тешко ќе биде да се очекува во наредниве неколку недели, бидејќи вчера гледам информации дека русите повлекуваат и од далечна Азија трупи. Се објавија снимки од Јапонското море, каде што 4-5 транспортни бродови на русите превезуваат војна опрема и трупи, се предпоставува Исто за Иран се зборува. Исто се го многу доброволци од Иран, муџахедини кои ќе подсетиме Па, Иран тоа да е конфронтира, дека тој ги собира сите ресурси за побрзо да ја заврши оваа војна, да има подобри преговарачки позиции. Оваа војна нема да запре. Тоа е таа страшна нотка што Русија освојува Украина со муџахедини од Иран, со сириски трупи и со чеченци. Ајде да кажам до крај и работниот наслов е ние верниците против сатанистите и богохулниците. Независно од која вера се верниците. Останат многу аспекти да се анализираат после оваа криза.